Беше тоа на 20. октомври 1912 година, кога уште пред објавувањето на војната на планината Плачковица се појавиле повеќе доброволни чети. Пристигнале и неколку партизански водови на ВМРО. Тука се нашли и војводите Ѓорги Поп Христов, Марко Иванов, Павел Христов, Васил Чакаларов, Иван Попов и Христо Силјанов. Од тука често се префрлувале кон Тиквеш, кон Гевгелије и за Костурско. На секаде на четите им се приклучувало местното население, а се водели и активни борбени дејствија. За кратко време биле ослободени повеќе села. На 20. октомври бил ослободен градот Воден, каде што била воспоставена власт од местното население. Војводите Васил Чакаларов, Иван Попов и Христо Силјанов, кои представувале силен авторитет уште од Илинденското востание, масовно го привлекувале населението, па за кратко време била ослободена голема територија на просторот Костур, Лерин, Воден. Беше тоа на 20. октомври 1915 година, кога во селото Ореовец, Прилепско, роден Емирче Ацев. Потекнува од револуционерно семејство кое дало 14 борци за слободата на Македонија и за времето на Илинден, и потоа во времето на народно-ослободителната борба. Загинал на 4. јануари 1943 година. Беше тоа на 20. октомври 1922 година, кога истакнатиот американски писател Ернест Хемингвеј во својот извештај од Македонија за Торонто Дейли Стар напишал: "Речиси половина милион бегалци се во Македонија. Како тие да се нахранат, никој не знае. Дојдете во Македонија и помогнете." На 20. октомври 1924 година пуштена е во сообраќај железничката линија помеѓу Велес и Штип. На 20. октомври 1949 година Југославија била избрана за постојан член на Советот за безбедност при Обединетите нации. Беше тоа на 20. октомври 1994 година, кога амбасадорот на Република Македонија во Руската Федерација, Гане Тодоровски, на свечената церемонија во Кремљ, му ги предаде акредитивите на председателот Елцин. "Не се разочаравме што ве признавме под името Македонија", изјавил Елцин. На 20. октомври 1875 година во селото Горно Броди, Серско, Егејска Македонија, е роден Димо Хаџидимов, најборбен и најсестран идеолог и теоретичар на автентичното македонско национално ослободително движење, близок соработник на Госе Делчев, на Јане Сандански и на други истакнати македонски револуционери. Во Софија, по порачка на бугарскиот двор среде бел ден, терористот Величко Ѓорѓиев, односно Владо Черноземски, го застрела на 13. септември 1924 година. Беше тоа на 20. октомври 2003 година, кога почина Ѓоко Ѓорѓиев. Водителот на првите контактни емисии на македонското радио Три гонга и Средби низ музика. Тој ќе остане запаметен и како автор на 3000 текстови за поп музика и соработник новинар во Нова Македонија, Вечер, Журнал и Екран. Роден е во 1926 година. На 20. октомври 2015 година почина Драган Хаџиевски, еден од основачите на Сеизмолошката обсерваторија во Скопје. Хаџиевски бил редовен професор на Природно-математичкиот факултет, член на Меѓународната асоциација за сеизмологија, Европската комисија за сеизмологија, Сдруженијето на сеизмолози на Македонија. Речиси целиот работен век го минува во првата сеизмолошка институција во Република Македонија, Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, основана уште во 1957 година. Тој е вториот управник на оваа институција и должност што ја обавувал од 1961 до пензионирањето во 1988 година. 20. октомври
е светскиот ден на готвачите.